Минатата сабота навечер темата ни носеше наслов Божи пријател. Видовме еден заеднички мотив кој што се протега од почетокот па до крајот на Библијата, значи на некој начин ја прави целина, беше тоа што Господ сака да биде со нас. Господ бил со нас близок кога не создавал, за разлика од се друго што создал со својот збор, човекот го создал лично тој со своите раце, го обликувал. За жал, многу за брзо време човекот паднал во грев, меѓутоа и покрај тоа Господ не оставил самите на себе, туку повторно во Матеј 1 глава, се сеќавате, ги читавме тие стихови, 21 стих, Матеј 1:21, кај што вели, таа ќе роди син, значи Марија ќе роди син и ќе му го дадеш името Исус, што значи што? Спасител. Зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните гревови. И 23 стих вели, ете, девица ќе зачне, ќе роди син и ќе го наречат Емануел. И го кажува и преводот на значењето на овој збор Емануел, кој е преведено значи Бог со нас. И покрај тоа што ние се одметнавме, ние му свртавме грб на Господа, тој не се откажува од нас. Бог е со нас. И Бог беше со нас преку Исуса Христа, кога го прати, за да не спаси од гревот, за да повторно биде со нас во сета вечност. Како што нели видовме од неколку стиха тамо во 21 и 22 глава од Откровение, последните значи глави од Откровение. Чита тој мотив, Бог со нас. Бог толку многу сака да биде со нас. И прочитавме, ако се сеќавате, два стиха во врска со Аврам, во втора летописи 27 не мора да отвараме, каде што е наречен пријател, значи го нарекува својот пријател Аврам, и во Исаија 41:8, каде што во барем во Константинов, во другиот превод стои Аврам мојот пријател, овде вели Аврам мојот љубимец. Господ, и рековме минатата сабота, дека Господ не само што сака да биде со нас, Господ сака да биде наш пријател. Како што бил и со Аврам, така сака и да биде со нас пријател, близок. Знаете, денеска арапите за Аврама, кој зборуваат, го нарекуваат баш пријателот Божи. Аврам, пријателот Божи. Каде беше закопан Аврам? Макпела. Местото, добро, али тоа е каде? Во стариот град денешен Хеброн. Знаете како се вика на арапски Хеброн? Ел Халил, што значи пријател. Денеска, значи, да, пријател Божи, да. Бог сака да биде пријател со секој од нас. Како и со Аврама. И баш преку примерот на Аврам можеме да видиме како можеме и ние да станеме пријатели со него. Како прво, кој тргнал прв, кој ја има иницијативата за тоа, за воспоставување на тоа пријателство? Еве, после падот во грев. Значи, на почетокот нормално дека Бог бил со Адам и Ева, постојано се дружеле. Но паѓа човекот во грев и што се случува? Адам тогаш бега од Бога. Кој тргнал да го бара? Бог, се разбира, Божја е иницијативата. Каде си, па зошто се криеш, па зошто си гол и така натаму сите тие прашања. Што вели во Битие 3:15, тоа е познат стих.
Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе, и се обрека на змијата и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Што значи ова? Што сака да кажа со овој стих? Ако Бог треба да стави надприродно непријателство меѓу жената и змијата, жената и ѓаволот, и меѓу незиното семе и семето на ѓаволот, тоа значи дека овие станале пријатели меѓу време. Човекот станал пријател со ѓаволот по падот во грев. Сега Божја иницијативата, Бог прави надприродно, вели, ке ставам непријателство. Ке ве скарам, така да кажам, непријателство, затоа што јас сакам да бидам пријател со вас. Јас сакам да бидам со вас. 1 Јованово 4.10, што не вели стихот? 1 Јованово 4.10, познат стих. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Ако не беше Божјата иницијатива, дали воопшто ние некојаш ќе го побаравме Бога? Ќе бегавме како Адам цело време. Голи и мизерни, усрамени, исплашени. Бог не возлюби прво нас. Многу полесно е да возвратите, нели, кога некој ќе ве возлюби вас, па да возвратите на таа љубов. И сега да видиме преку примерот на Аврам. Значи, иницијативата е Божја, видовме. 3 клучни работи ќе видиме и како тоа Аврам станал Божји пријател и како тоа ние можеме да станеме Божји пријатели. Затоа што тоа и текако, значи, рековме, Господ го сака. Господ сака со секој од нас да стане пријател. Прво, Бог му покажал милост на Аврама. Милост или благодатта, всушност, е првиот елемент. Или што значи тоа? Незаслужена наклоност. Каде го гледаме тоа во неговиот живот? Во животот на Аврам? Нели Господ му ветил дека ќе стане татко на многу народи? Ќе има свој син, кој ќе произлезе од неговите бедра и од Сара. А тие двајцата, едниот на 100 години, другата 90. Колку беа? Одамна веќе поминало времето за дете. Ако не беше Божјата милост, немаше ни Израел воопшто да постои. Немаше да се роди Исак. Исмаел се роди, меѓутоа немаше Исак да се роди, ако не беше Божја, односно и Исмаел. Што вели во Битие 15 глава, да се подсетиме на неколку тие стихови, не мора се да читаме, тоа е све познато. По тие настани од првиот стих, Бог му испрати слово на Аврама во видение. Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. И овој сега му вика, што кога останав без пород, или Елиезер ли ќе биде мојот слуга, значи наследникот, а Господ му вика во четвртиот стих, тој нема да стане твој наследник, туку ќе те наследи твој потомок, кој ќе произлезе од твоето бедро. И нели, го изнесе надвор, му ги покажат звездите. И 6 стих, кој што често пати се цитира во Новиот Завет, значи 15.6, Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за праведност. И потоа во 17 глава, кога овој имаше 99 години, од првиот стих пак читам, Господ му се јави и му рече, јас сум Ел Шадај, што значи во превод Бог семокен. Не е битно, не се битни годините. И на 100 години, и на 100 години може. Дете да имаш, ако тоа Господ го сака. Тоа е Божјата милост, која што е доживеал Аврам. Да има свој пород на 100 години.
А својот завет, вели, го склучувам со тебе и те размножувам многу. Аврам падна ничком, дојка Господ му зоруваше уште, а ова е мојот завет со тебе, ќе станеш татко на многу народи и повеќе нема да се викаш Аврам, висок татко, превод овде во Константинов, туку името ќе ти биде Авраам, татко на множество, зашто те поставувам за татко на многу народи. Ќе те направам многу плоден, ќе произведам народ од тебе и цареви ќе произлезат од тебе. Го склучив својот завет меѓу мене и тебе и твоето потомство после тебе, свој вечен завет за векове. Јас ќе бидам Бог, тебе и на твоето потомство после тебе. Вие давам тебе и на твоето потомство после тебе земјата во која престојуваш како придојденес, целата хананска земја во вечна собственост, а јас ќе им бидам Бог. Значи, на 100 години добива син. Тоа е Божјата благодат, тоа е Божјата милост. Што вели во Ефесијаните 2.8? Да отвориме Ефесијаните 2.8. Како се спасуваме? По благодат. Зошто по благодат сте спасени? Ефесијаните 2.8. Преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. За да некој биде Божи пријател, најнапред треба да ја искуси неговата благодат. Тоа е првиот елемент. Како што Аврам ја искусува. Како што и секој од нас, верувам, сме ја искусиле. Божјата благодат, Божјата милост. Колку ли Господ ни бил милостив. Секој од нас може да погледне назад во животот и ден денеска. Односно, општо гледано, што заслужуваме? Дали благодата е незаслужено нешто? Што заслужуваме ние како грешници? Смрт. Сме го прекршиле, законот сме сгрешиле. Се што ние заслужуваме е смрт. И тоа она втората. Плата за греф е смрт. Но заради Божјата благодат можеме да се спасиме само така. Незаслужено. Значи, оној кој сака да биде Божи пријател, најпрво мора да ја искуси Божјата благодат. Сега, во истиот текст од Ефесијаните 2.8 има еден друг дел. Зошто по благодат сте спасени, уште еднаш го читаме. По благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Вториот елемент. Значи, ако сакаме да бидеме Божи пријатели, не само што треба да искусиме Божјата благодат, туку и треба да му веруваме, треба да имаме вера. И сега го читаме оној новозаветен текст кај што стои како Аврам се нарече Божи пријател, и тоа го имаме во Јаков, онаа втора глава, позната втора глава на Јаков, кај што нели Јаков прави спој, односно објаснува и кажува дека тоа ќе дојде и како трет елемент, дека верата сама по себе нели е мртва ако нема дела. Но 23 стих е битен, Јаков 2.23, и така се исполни писмото, Јаков 2.23. Јаков 2.23. И така се исполни писмото, кое вели: Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда. Што е ова? Ова е цитирање на 15.6 битие. И се нарече Божи пријател. Видите во кој контекст е ставено ова? Во контекстот на она најбитна тема за нас денеска. Темата на праведност преку вера или оправдување со вера. Аврам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божи пријател. Да се подсетиме на оние прекрасни стихови во Римјаните 4 глава сега. Значи Аврам ја почувствува Божјата благодат. Ја прими Божјата благодат. Му поверува на Бога. Зато се нарече Божи пријател.
Значи, Римјаните 4 глава, од 18 до 25. Ќе читаме. Оној прекрасен 18 стих. Се сеќавате, имавме тема во која што посебно го потенцира во овој стих. Без надеж, тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото, такво ќе биде твоето семе. Без надеж, тој се надеваше. На што се надеваше? Изгуби надеж, каква надеж би имале вие на 100 години, мислам, да добиете син. Без надеж во себе, трунка надеж, тој се надеваше во она што Господ го кажа и поверува дека ќе стане татко на многу народи и не ослабна во верата која го имаше во предвид своето веќе умртвено тело. Му беше јасно на Аврам, неговото тело е умртвено, не може да има деца. Зашто беше околу 100 години и умртвеноста на Сарината утрова покрај тоа. И двајцата се умртвени тела. Но не ослабно во верата, вели стихот 20, не се посомнува во Божјето ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога. И сега 21 стих, некако како да е препис на оние први стихови од Евреите, 6 глава, каде што, нели, кажува, 11 глава, се извинувам, дефиниција за верата. Наполно уверен дека е силен да го исполни она што го ветил. Значи, не се посомнува 20 стих во Божјето ветување, туку зајакна во верата и му даде слава на Бога, наполно уверен дека е силен да го исполни она што го ветил. Божиот пријател има вера, има цврста вера, е наполно уверен во она што Господ го кажува. Не само што ја почувствувал Божјата благодат во својот живот, туку е и наполно уверен во она што Господ го кажува. Неговиот пријател. Позарем пријателите не се веруваат еден на друг. Затоа што се блиски. Затоа што знаат се еден за друг. Значи, сега денеска, знаете во кој контекст зборувам? Не зборувам во контекст на пријатели на Facebook. Имате еден куп, што знам, не знам, 1000 тамо, колку се на нашиот заеднички профил со Снежа, од тие 1000 ја не знам колку познавам само. Некој од вас тука, мислам некој од вас сите што сте на Facebook, нели, што имате профил, и плюс уште неколку и останатите пријатели. Добре, ајде, така е категоријата тамо, мислам. И тоа пријател, близок, стварно, што знае се за тебе, те сакат, му веруваш, ти верува. Тоа е односот што треба да го има. Вистинскиот пријател. Наполно уверен дека е силен да го исполни оно што го ветил, го повторувам 21 стих, 22. Затоа тоа му се засмета за праведност. Но не е напишано само за него дека му се засмета. Не се однесува тоа само за Аврам. Туку и за нас, на кој ќе ни се засмета, затоа што веруваме во оној кој го воскресна од мртвите Исуса нашиот Господ, кој беше предаден за нашите греови и беше воскреснат за наше оправдание. Нашиот Господ, заради чии заслуги нам ни се засметува неговата праведност. Кој што умре, затоа што така требаше, затоа што греот бараше смрт, и не остана во гробот, туку воскресна, затоа што беше праведник, за да имаме надеж ние, за да ние имаме оправдание во него. Значи, оној кој сака да биде Божи пријател, покрај тоа што е искусил Божјата благодат, покажува вера во Бога. И тоа вера, вистинска вера, наполна увереност, како што читавме. И трет елемент, кој што исто така го видовме во Јаков, и повторно ќе го видиме, ќе читаме повеќе стихови, е што? Значи,
си ја искусил Божјата благодат, како и Аврам, мора да имаш вера во својот пријател, во Бога, и трето, мора да покажеш дела. Јаков 2 глава, повторно отвараме. Читаме од 19 до 23. Ти веруваш дека има само еден Бог. Добро правиш, ама и бесовите веруваат и треперат. И јаволот верува дека има еден Бог. Сакаш ли пак да сознаеш, суетен човеку, дека верата без дела е мртва? Нашиот татко Авраам не беше ли оправдан од делата која го принесе на жртвеникот својот син Исак? Како да е контрадикторен, или Јаков, меѓутоа сме зборували на оваа тема на Павле во Римјаните. Но, видите на кој момент алудира. Каде беше испробана верата? Каде се потврди дека Авраам вистински верува? И на кој начин се потврди? Па тоаш, кога беше побарано, 22 глава Битие, кога беше побарано од него, кога Бог побара од него, тој син кој што го едва го доби, значи, по милоста Божја, сега треба да го принесе како жртва. Значи, нашиот татко Авраам не беше ли оправдан од делата која го принесе на жртвеникот својот син Исак? Гледаш дека верата соработуваше со неговите дела и дека верата преку делата стигна до совршенство. Имав една тема порано, совршена вера. Токму се однесуваше на ова. 23 стих. И така се исполни писмото, кое вели, Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за правда и се нарече Божи пријател. Авраам го допре Божјата благодат. Но Авраам и веруваше и тоа имаше жива вера. Вера која што беше докажана со неговите дела, токму на овој најголем испит, посебно, значи, кога однесе и го принесе Исака и во последен миг, знаете што се случи. И Господ му кажа, сега знам дека се боиш од Бога. Односно, со други збори можеме да кажеме дека вистински му веруваш. Затоа што тој ти е близок, пријател, се му веруваш. Така треба да биде. Се треба да му веруваш. Па макар и, ете, наистина, голем испит, сме зборували на оваа тема, како тоа сега, значи нешто што создава забуна во вашиот ум. Не таква забуна како што еве кај мене 8 глава, 9, 10, 11 глава Откровение, па сега 7 турби, па дали се дел, па не таква забуна, забуна во живот на забуна. Господ вас по милост ви го дал синот и сега ви го бара. Како? И на сето тоа Аврам отиде и го послуша. Затоа беше наречен пријател Божи. Јован 15 глава, тие стихови ги читавме минатиот пат, меѓутоа да се осврнеме пак. Јован 15 глава. Лозата и прачките. Може би најубавиот опис, значи во Библијата за таа блискост, за таа заедница што треба да ја имаме со Господа. И затоа ќе се земам за право да ги прочитам од 4 до 15. Останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе ако не остане на лозата. Така и вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Јас во вас, вие во мене. Колку пати е повторено ова? Блискост, заедница. 6 стих, ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката, која е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако останете во мене, и ако моите зборови останат во вас, барете што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици.
Како што таткото ме возлюби мене, така и јас ве возлюби вас. Останете во мојата љубов. Останете, останете, останете. Бидете со мене, како што јас сакам да бидам со вас. Тој секако е со нас. Но клучно е дали ние сакаме. Ке останете во мојата љубов, 10 стих, како ги пазите моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останува во неговата љубов. Ова ви го реков, за да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде полна. Сеќавате, зборувавме еднаш за радоста, како еден од плодовите на духот. Со што е поврзана вистинската радост? Со послушноста, како што гледаме. Полна радост, ако ги пазите заповедите. Со тоа останувате во мене. 12 стих. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас. Никој нема поголема љубов од оваа, да го положи сопствениот живот за своите пријатели. И сега оној 14 стих, што минатиот пат го прочитавме. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што јас го заповедам. Вие сте ми пријатели, ако го вршите она што јас ви го заповедам. Ако ги држите заповед, ако сте послушни, ако имате жива вера, која што работи преку љубовта. Значи сте осетиле Божјата благодат. Имате вера, односно треба да верувате, треба целосно да имате во мене доверба, но тоа подразбира и послушност. И со тоа станувате мои пријатели. А сето тоа на негова иницијатива, затоа што тој сака да ни биде пријател, затоа што тој сака да биде со нас. И сега и во сета вечност. Не ве нарекувам веќе слуги, 15 стих, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нарекувам пријатели, зашто ви соопштив се што чув од мојот татко. Ние сме блиски, ние сме пријатели, ние немаме тајни, ние знаеме еден за друг се. Тој секако знае се за нас. Но за да ние навлеземе во неговите тајни, тој што треба да имаме таа близина. Значи, прашањето на тоа, дали го сваќаме Бог, односно дали го сваќаме Божеството, е сега мала дигресија, за тоа дали се свето тројство, или пак не знам, може би не се троица, како што некој вика, дали е до мојот интелект и моето разбирање на, не знам, словото, или пак и до нешто друго. Тоа е еден дел. Дали јас ја имам таа близина, дали јас сум пријател Божи. А тоа значи да биде тој во мене и јас во него, односно да го имам Духот Свети, кој што ќе ми покаже што сака да каже стихот, што сака да каже словото. А не да си правам бајрам на умот, не знам, и да се правам многу паметен и да си измислувам теории. Да чепкам сушност некаде кај што не е моје да чепкам. Тајните Божи. Не ве нарекувам веќе слуги, ќе повторам 15 стих, зашто слугата не знае што прави неговиот господар, а вас ве нареков пријатели, зашто ви соопштив се што чув од мојот татко. И нормално е да, кога ќе ве допре Божјата благодат, кога ќе поделува Божјата благодат во вас, и ако одговорите со вера, да тоа произведе промена во вашиот живот. Не можете вие да кажете дека сте блиски на Бога, дека сте Божји пријатели, дека верувате во Бога, а живеете како ѓаволот. Спасен сум, крстен сум и сега можем да живеем како сакам. Што видовме? Божи пријател за да бидеш. Тоа офаќа благодатта, прием на неговата благодат, верата од наша страна и делата. Како што тоа го видовме во случајот на Аврам. И не случајно Откровение 14:12, значи стихот со кој што завршува тројната ангелска вест, пораката на трите ангели, како гласи, да се подсетиме, Откровение 14:12, тука е трпението на светиите, кои ги пазат Божите заповеди и ја имаат верата Христова.
По Божја иницијатива. Бог не повикал, Бог не избрал. Ако ние сме му верни, тоа е нормално да во нашиот живот се покаже и послушност кон неговите заповеди. Значи, описот на овој остаток, на светиите, на 144.000, ако сакате, во Откровение 14.12 е всушност опис на Божите пријатели. Тоа се Божите пријатели, кои што искусиле неговата благодат, пак ќе повторам, ја имаат верата Христова, како што вели овде, верата Аврамова, ако сакате, и како резултат на тоа и му се послушни. Имаат дела во животот. Тоа се Божите пријатели. Така се станува Божи пријател. Така и Аврам бил и е наречен Божи пријател. Ја верувам дека сите ние сакаме, како и Аврам, да бидеме Божи пријатели. А за сето тоа на крајот повторно е заслужен само Бог. Затоа што ако тој не тргнеше по нас, ако тој не сакаше да биде со нас, тоеш ние никош немаше да бидеме со него. Слава нека му е нему. Амин.